На 11 минути после 12 го започнуваме третиот час од денешното Плей кафе, како што ви најавив во понеделник со почеток во 19 часот во библиотеката Григор Прличев во Охрид ќе се одржи промоција на книгата Авантурите на космонаутко. Станува збор за првото прозно дело на Денис Јанкуловски, познат во јавноста како космонаутко. Тој ги објавува неговите приказни од ковид времето, а тие се топли, искрени, секојдневни, вистински и навистина полни со надеж. За многумина Јанкуловски еден од најголемите и најискрените хуманитарци во Македонија, нешто што јас би рекла дека е факт, а за неговиот хуман допринос има добиено неколку реномирани награди и признанија. Повеќе ќе дознаете од разговорот кој што следува, затоа што токму Денис е гостин во нашето студио. Ви благодарам што ни дојдовте во Струга. Прв пат ни сте гостин на овој начин, инаку имавме едно убаво телефонско вклучување пред 2 години на 31 декември. Ева можност да ги поздравите стружани, сите љубители на книгите и оние кои што не слуша. Ви благодарам на поканата, навистина прекрасно се чувствувам, особено затоа што успеавме да се договориме да биде и во живо. Многу е поразлично дефинитивно отколку да биде телефонско јавување. Одлично, прекрасен амбиент радиото. Ги поздравувам сите слушатели кои што во моментот слушаат. Се надевам дека ќе уживаат во овој разговор. Едноставно ќе си направиме и промоција на книгата, меѓутоа сето тоа ќе биде во една опуштена атмосфера. Така, со вас секогаш имаме убав повод за разговор, затоа што и некои лоши работи кои што ни се случуваа, вие знаевте да ги претворите во убаво. Спомена во најавата, пошто се сте и познат на јавноста, бевте навистина светла точка во тоа темно ковид време, кога и душите може да ни се разладат навистина од таа изолација која што ја имавме. Кажете ми како дојдовте до идејата, сите искуства, верувам ги имате многу кои што не ги знаеме, затоа што вие бевте во тие први табори кога станува збор за ковид приказната. Како дојдовте до идеја да создадете една книга? Па таа ковид приказна, за жал нели ни се случи на сите, иако од една страна кога луѓето ќе слушнат, најчесто ги кажувам нели убавите случаи, секако дека имаше и неубави, тажни, страшни, траорни моменти. Долго траеше и јас на некој начин се потрудив да најдам начин како прво себе си да си го олеснам денот, затоа што навистина имаше многу тешки денови. Долго траеше прво самата ковид криза, самото тоа да траеше премногу долго. Потоа имаше ситуации каде што едноставно денот емотивно си потрошен, како да речам, си удрен од сите страни. Меѓутоа ете на некој необичен начин пробав, успеав до негде, верувам и ке многумина им помогна сето тоа, тој начин да го пренесам барем неколку минути или саат време во текот на денот да ги оттргнеме мислите од оние сите неубави работи. Во однос на книгата, во однос на излегувањето на сите тие случаи, односно тоа се дел од случаите, дефинитивно не имаше премногу. Не ни можете сите да ги опфатите. Да, дефинитивно имаше премногу случаи, имаше премногу, уште многу убави, уште многу и понеубави. Има случаи кои што се многу интересни, меѓутоа нели некој пат и не смееш да ги кажеш заради природата на местото каде што е земен бриз или ситуацијата. Меѓутоа еден ден, односно тоа издавање на овие случаи, овие авантури од една страна како што ги нарековме, тлееше во мене, нели, секогаш јас си ги запишував чисто, подсвесно си викам нека ги има, нека стојат, можеби некогаш ќе излезе книга, можеби јас ќе си ги направам како скрипта чисто за мене да си ги чувам. Меѓутоа, еден ден Марија и Дејан од издавачката куќа Прозарт Медија ми се обратија во месенџер и буквално нивната изјава беше ние сакаме да ти издадеме книга. Значи тоа беше нивна добра волја, едноставно сака и тие да биде
на некој начин документирано, пишан документ да се остави за реалноста во случаите во она ковид криза. И најважно ќе остане и за генерации кои што не биле ниту родени во ковид кризата, пак имаат можност цела слика да имаат за тоа што било тоа. Точно, да, тоа е она што јас некој пат кога ќе ме прашаат зошто е издадена книгата, буквално така, некој пат да речеме некое детенце или било кој ќе го праша дедото, бабата, што се случи, тие што ќе имаат книгата, ќе прикажат, значи преку книгата ќе се прикаже реалноста на теренот. Јас често кажувам, значи оваа книга не е замислена да објаснува и да елаборира што ковидот дали беше, што беше или како беше или за вакцините. Доживувањата од ваша страна и на Апсолутно, тоа се оние доживувањата кои што јас ги имав на теренот, она што ми се случуваше мене и воглавном на другите колеги. Секогаш имаше и пострашни ситуации, нели оние кои што беа во болниците, тука да не кажувам. Колегите, значи апсолутно е неспоредливо со она што нив им се случуваше, меѓутоа ете успеавме да најдеме заеднички, односно тоа беше 2 минути, не ни баравме нешто да најдеме заедничко со Марија и Дејан. Едноставно тоа што го предложија, јас веднаш го прифатив, особено затоа што тоа веќе беше до негде средено, значи овие сите беа напишани, буквално така се и во книгата, нели, со датата кога се напишани, само се средени, преточени во книгата и навистина сум радосен што успеа да излезе. И јас сум радосна што ќе имам можност да ја прочитам и ви благодарам што ми ја донесовте. Сега ќе ја опфатиме и таа помалку убава и убавата страна. Ќе почнеме прво од помалку убавата. Јас навистина во тој ковид период размислував како можете да имате толку позитива во себе си без разлика каков ден сте имале. Ние сите гледавме дека вие, освен што одите на терен, во 5 наутро ни пеевте песни. Значи, навистина, се прашував дали новој човек, како и на сите други, може да му се случи, да каже, знаете што, се претера работава, претерано е, ајде, чао, пријатно. Најискрено ве прашувам. Може секому, значи, искрено си кажувам јас. Имало моменти кога едноставно не во смисла да ми доаѓало да го фрлам скафандрот и да речам доста е, не можам веќе, затоа што јас од една страна, јас сум медицински техничар, сестра, како што си се смеам понекогаш, и мене работата, образованието, струката што ми особено работата во тој ковид период ми беше, значи да имам удел во грижата за здравјето на пациентите. Превентивно, колку побрзо, колку понавреме се стигне сето тоа. Сега имаш ситуации кога не можеш кај сите да стигнеш. Потоа имаш ситуации каде што луѓето имаше и несовесни и не слушаа. Од друга страна те навредува. Заради тоа прашувам, имаше пропусти, очекувано беше и од страна на граѓани и од страна на систем, затоа што сите учевме како и што, и сега гледавме колку вие уствари се вложувате во сето тоа, од друга страна сигурно наидовте на мал милион неодговорност. Затоа ве прашувам. Од секаде го имаше, како што рековте, не само народот, значи често јас секогаш кажував, не може да само народот, само луѓето да се криви. Значи од оваа дистанца јас и од тогаш и во тогаш во тек на короната, кој ќе ме праша зошто вака, зошто така, јас знам нешто што не чини и мислам дека не чини, меѓутоа си има кој тоа треба да го размислува. Некој пат беше направено како што треба, некој пат не беше направено. И сега едноставно јас кога ми рекоа првиот ден, кога ме викнаа колегите, кога ми рекоа, значи од утре ставаш скафандер и го работиш сето тоа, ново непознато беше, меѓутоа јас се програмирав дека јас од утре, значи станувам во 4-5 саат сабајле, буквално 2,5 години така беше. Знам што ќе работам во текот на денот, знам во колку ќе одам на работа, не знам кога ќе си дојдам дома. И знам дека тоа ќе трае. И како ќе си дојдам. И дали ќе заврши ова за месец дена, година дена, никој не знаеме сето тоа. И со самото тоа програмирање, значи со самиот тој начин на внесување во денот, јас
пронајдов начин како себе си да си олеснам. Значи прво да можам да работам совесно. За да работам совесно јас треба да ги игнорирам и сите оние кои што ќе ме навредуваат по пат, кои што буквално веруваат имаше и такви, значи секакви навреди имаше. Кога имаше еден период кога заедно со колегата одевме, тој малку ќе се изнервираше, јас веднаш му кажав игнорирај затоа што ние сме дојдени за тој што не чека. Да, единствен начин е да игнорираш. Нема игнорираш. шанси, ако навлезеш веќе во полемика, ако ние почнеме да се расправаме, и мене ќе ми одземе од енергијата и ќе се израсправаме и ќе се и уште инциденти во денот ви фалеа. Се може, да. Така да тоа беше начинот, значи кој ќе ме праша како издржуваш. Имаше неколку моменти кои што ми се пребитни, кои што ми беа пребитни за да издржам во текот на денот. Прво, затоа што се работи за нечие здравје. Значи знам дека работам нешто убаво, нешто хумано. Второ, се грижам за своето здравје, за да можам и дома да бидат безбедни, да бидат сигурни во тоа што го работам. Начинот беше тој, во 5 саат са бајле, стане си испее си една песна која што ми беше од една страна, ми беше како да речам ништење на претходниот ден, значи потиснување на и одбранбен механизам и издувен вентил. Така, издувен вентил и сетирање, нели, програмирање за она што ме чека во денот. Никој пат не знаев ја што ме чека. Значи имало моменти кога сум правили по 200 километри во Скопје, значи возиш додека стигнеш негде, а да не зборувам за жештиниве. Да, и кога го носевте тој скафандер цело време во лето во Скопје, а траеше 2,5 години како што споминавте, но ете убавиот дел кој што вие го преферирате, сигурно има и убави трогателни приказни и сигурно запознавте луѓе кои што можеби некои ви станале и пријатели, има некоја кратка приказна, барем една да не воведете во книгава што еве би можеле да име пренесете на слушателите. Знам дека се има многу. Да, има. Она што го потенцирам секогаш и за книгата, нели она што го спомнавте дека има и убави и неубави работи. Кога со некој ќе правевме муабет зошто стави неубави работи во книгата. Так. Значи книгата е реалност. Јас се го ставив само убавите работи, само она нели мене што ми се случило, наградите што сум ги добил, сите насмеани весели, тоа нема да биде реална слика за она што беше на терен. Ќе испадне дека короната нешто многу убаво било, ете. Значи мора да има и малку нешто што било и трогателно и значи имаше и смрт, имаше и се имаше. Так. Мора реално да биде. Некоја смешна приказна има? Има доста интересни приказни, има кратко ќе кажам со една баба која што беше наглува додека се разбравме за што беше 15 минути. Јас ја прашувам и кажувам нели бриз да земе, таа ми кажуваат нешто за пазарот во Ѓорче можда. Јас ти кажувам седни таа ми кажува дека не знам била вчера ке внука или така нешто. Имаше една многу интересна приказна, еве накратко ќе кажам. Секој пат со децата се најинтересни приказните, меѓутоа има и со возрастни, нели. Имаше една бабичка, баба Нада, која што кога слушна дека космонаут кој ќе дојде бриз да земе, не знам, дури јас на телефон слушнав таква радост како детенце што се израдува. Била многу исплашена од ковидот, сите беа исплашени, никој не знае што е. Кога отидов кај незе, јас прво како што настапив, јас се насмеав, генерацијо стигнав. И денес ние генерацијо се викаме. Значи, многу беше битен моментот да се ослободат луѓето, да ете и тука пробував некако како да најдам начин, негде ќе успееш, негде не, меѓутоа, а со деца мислам секогаш е смешно и интересно. На почеток некој пат знаат да бидат така стегнати, нели сепак доаѓа некој кој од планета, кој не знам од каде, дури ми кажуваат која планета сум. Малку ќе бидат стегнати, ама после 5-10 минути, па кога ќе се зазборувам со нив. Да, тоа зависи од вашиот пристап за тоа. Да, тоа е тоа. Значи јас секогаш особено ми беше битно да знаат луѓето дека јас нигде не одам само за да влезам, да земам рис и да си одам. Ако треба да останам 20 минути, ќе останам пола саат. Значи не е битно дали јас ќе се вратам дома во 4 по ручек или ќе се вратам во 9 навечер како што сум се враќал. Битно е да отидам да земам бриз. И битно е тој кај што сум отишол едноставно да не да си помине убаво, меѓутоа едноставно да по завршувањето сепак да има некоја мала насмевка, значи да. Верувајте дека иако сето тоа го правевте во Скопје, некако ненаметливо сосема, затоа што вас сами ве бара медиуми, да се разбереме. И ние во Струга и во цела Македонија сум сигурна дека луѓето знаат и се сигурни за вас дека не ви беше битно во колку саат ќе си отидете дома. Сега вие сте добитник на доста награди, европеец на година
годината за 2020 година. Потоа тоа беше доделено од делегацијата на Европската унија на Македонија. Филантроп на годината за 2021 мене ова најмногу ми се допаѓа, некако филантроп на годината. Потоа исто така државната награда Мето Јовановски за промоција, заштита и унапредување на човековите права во 2022 година. Колку ви значат овие признанија или сепак овие приказниве со условно кажано обичниот народ ви се подраги? Сега малку е неблагодарно да споредуваме, но во секој случај ги заслуживте овие награди. Благодарам за тоа. Најголемата награда, секогаш кажувам, значи секоја награда си убава, секоја награда си има свое место, секоја награда си има свое значење, не е некоја повисока, пониска, значи секоја си е вредна на свој начин, меѓутоа за мене главната награда беше здравство. Оздравев. Она што ќе ми го каже, она што ќе ми го пише луѓето, затоа што имам многу добро другарче кое што буквално заглави на инфективна клиника и самиот ми кажуваше, вика, 2 пати го видов тунелот. Оној тунел нели што го кажува светлината. Да. И сега поголема награда од такво нешто кој дека ти каже дека преживеал, дека оздравел. Не мора ни да е толку тешко, едноставно имаше и луѓе кои што сами ќе ми кажеа благодарение на тебе, на времено дојде или било што, затоа што ајде да не навлегуваме, нели, тие системски пропусти ги имаше многу, ама тоа во некоја друга прилика, да. Значи, секоја награда си убаво, дефинитивно Европеец на годината е голема работа. Тоа е првата награда која што ја добив, тоа беше особено ми е пријатна затоа што тоа беше како гласање, како за Евровизија, нели, од една страна, и имаше многу гласови на вистина кои што луѓето им благодарам на сите што гласа и што ја добив таа награда. Филантроп, нема поубаво нешто кога некој те цени за филантроп. Јас од секој пат од мал сум сакал да помогам на било кој начин. И еве да речам преку коронава може да дојде на вистина до израз таа моја желба. Баш требало така да биде, некако така испадне. Да, така веројатно си се местат коцките, знаете, ние можеме. Јас ќе ве прекинам малку кратко затоа што јас искрено сум шокирана дека имало и навреди, затоа што мислев дека вие сте единствениот кон кој што има само убаво, ама не било така. Не, имаше една ситуација која што колку јас не е работата да замижеме пред некој работа. Не треба. Имаше ситуација, јас ја кажувам, затоа што треба да знаат луѓето дека со што се соочуваме, значи тој говор на омраза. Меѓу другото и амбасадор на говор против говор на омраза. Да, вие пропуштите. Ако нема гајле, ќе си кажам јас, да. Значи имаше ситуација каде што на Facebook имаше еден коментар напишано, буквално беше многу страшен тој коментар против семејство, против, значи она посакување на нешто што никому не посакува. Така, некој закани нешто. Да. Па да, сега од друга страна јас мислев дека јас на пример како што кажав пред тоа, викам ќе го игнорирам сето тоа, меѓутоа знаев дека нема колку јас да го игнорирам. Доволно е, сопругата ќе прочита, децата ќе прочитаат, големи деца, значи не може да не е пријатно, значи не е убаво некому да посакуваш семејството, значи да не убаво никому, а посебно не на вас со таа позитива која што ја носите. Затоа што не правиш ништо, едноставно правиш само добрина, а доживуваш такво нешто. И сега од друга страна, јас пробав да игнорирам, меѓутоа има луѓе кои што прво мислам дека буквално цела Македонија застана во одбрана таа ситуација. Тоа беше од тек на вакцинацијата кога едно утро со колегите со песната вакцина сакавме да си го почнеме денот затоа што јас сум дел од таа песна. Сега ми текнува. Знам дека ќе ви текне, да. И некој тоа толку лошо го протолкува и веќе се извитоперија работите како и за се во држава, значи едните те мразат и не знам што е, не е битно. Да, и сега од друга страна застана цела Македонија во одбрана. Јас решив нема да кажувам, нема да коментирам ништо затоа што ако почнам да навлегувам, нели веќе се шири, продолжува текстот со денови, видоа луѓето дека одбраната на вистина беше голема, па огромна, застана. да. Меѓутоа имаше и лице кое што едноставно, еве овој што го кажувам од друга страна, човеков кој што мала е Македонија, мало е Скопје, значи испадна дека се знаеме. Тој не ме познал, неговиот муабет беше, не знаев дека си ти во скафандерот, ама не е битно кој да е. Не е битно кој, да, апсолутно. Значи не е ти едноставно
човекот, лицето го напаѓаш. Така да среќа беа тие две такви ситуации. Научивме многу работи и какви луѓе сме во тој период Тоа и е се. тоа. За жал не само во тек на короната, мислам дека со социјалниве мрежи ми е чудно некој пат од каде тие зборови излегуваат. Дали луѓето ги носат во себе, па сега со скриени профили, со скриени имиња некако им се ослободија. Значи многу лошо го дефинираат дефинираат Не, јас слободата само на мислам дека луѓето кои што така реагираат се само несреќни и не знаат како да го средат тоа, затоа што ни еден човек кој што е исполнет и кој што Така е среќен кон другиот само добро може да чувствува. Другото е обратното. Особено затоа што например вие ништо лошо не ми правите. Мене сега јас да почнам да нешто да ве напаѓам вас, да ви критикувам со такви тешки зборови, зошто? Затоа што не знам, сте водител на радио. Ама проблем со себе е тоа, не. Па тоа е тоа, да. А луѓето не разбираат дека еден живот е. Значи лета животов, толку е, проживеј го најубаво ако можеш, да имаш 3-4 животи, јас се сложувам, ајде расправај се да, во едниот се искара, што некоја вака живот, ама после криво име, така да. Тоа е тоа, за жал се има во држава. Во секој случај научивме многу и за животот и за односите меѓу луѓето. Да се вратиме на промоцијата, што се ќе се случува и потоа ќе информираме од кога ќе биде промовирана, каде ќе може да ја набават книгата, затоа што во главном секој треба да ја прочита. Да, ова е, значи севкупно еве со се ова гостување како промоција, сепак е промоција и на еден начин и промоција на радио, е мое пето промовирање, значи успеавме да бидеме во Скопје, направивме првата промоција, па во Куманово, во Струмица беше, еве сега и во Струга преку вашето радио, огромна благодарност за тоа. Ние ви благодариме што ни дојдовте дури од Скопје, јас така сметам. Со голем кеф, значи навистина едва го чекав моментот, нели правевме умове да се договориме, да се погодиме и си дојде време, затоа за ништо не треба Вие ни разубавивте една новогодишна емисија и навистина чекав да дојдете. Да, супер, се погодија коцките, така да промоцијата во Охрид ќе биде во библиотеката, во градската библиотека Григор Прличе, во понеделник во 19 часот. Може кој сака да дојде да присуствува, едноставно ќе имаме разговор, промоција на книгата, нешто можда и делови ќе прочитаме, ќе кажам нешто и овде што кажавме, можда нешто и повеќе ќе биде таму, доколку некој сака да праша, може да праша, јас се смеам само тешки прашања да не поставуваат. Инаку во однос на промоција буквално верувајте, каде ќе ме викнат, секаде сакам да појдам, секаде да можам да гостувам, затоа што сметам дека убаво е, како што кажавте и вие, убаво е да се прочита, не затоа што Денис ја напишал книгата, него едноставно затоа што сите тоа го живеевме. Да, сите тоа го живеевме и секој ќе се пронајде во нешто во тоа, затоа што во тек на короната немаше некој кој не доживеа страшна, средно страшна или убава работа од короната. Така да затоа велам дека секој ќе може да се пронајде до негде. Убава работа, убава промоција ќе си биде вечерно време, нели малку жештиниве да поминат, така да понеделник 7 август 19 часот се гледаме и се слушаме. Така ги покануваме сите слушатели да дојдат и сигурна сум дека ќе има голема посетеност пред се. Сега да бидеме реални, не дека има луѓе кои што не сакаат баш да читаат, ама сум сигурна дека сакаат да ве запознаат. Затоа сум сигурна. Да, веројатно од тој дел, ама ете, некако ќе ги натераме во наводници. Да, ќе ги едуцираме, а секогаш најмногу одам на тема култура баш ради тоа, затоа што ми се книгите најдраги, ама па сакав да го потенцирам тоа дека луѓето и во овој дел од Македонија навистина сакаат да ве запознаат и го чувствуваат тој позитивен вајб. Ви благодарам и само ти прекинам да не испадне да не спомнем во однос на книгата каде ќе има, што ќе има, дополнително ќе ве известиме. Да, јас обавезно ќе ги известам слушателите. Затоа што сепак во преговори се нели издавачката куќа со книжари, со места каде што треба да се достави книгата, меѓутоа како ќе биде, како ќе има информации, така веднаш ќе ви кажувам. Така, Денис, вие сте еден од соговорниците ретки со кој што можеме 3 дена да зборуваме, ама за сите идни планови, за сето она што ќе се случува понатаму, верувам дека ќе останете и во медиумите затоа што има и зошто, па ќе ве бараме и телефонски ќе си продолжиме за сите нови информации. Многу ви благодарам за чест. Секако се што има новина, како ќе има новина, јас ќе ви известувам, па не е далеку Струга и да дојдам, нели?
Друго беше Дефинитивно. во короната, можда уморот го правеше сето тоа, меѓутоа сега е многу полесно, 2 сати возење не е ништо страшно. Ви благодарам. И на вас. останете космонаутка од друга планета, ама Да. за убави приказни. Да, може. Благодарам. Продолжуваме понатаму со одлична музика. Ова е Play Cafe на Play Radio.